Добро утро и од мене, јас сум Александра Бубевска. А во ова издание на Обштествена сцена ќе поразговараме малку за феноменот на книгите за самопомош. Тие без дилема се најпопуларните и најпродаваните книги, не само во овој тежок и мачен период на пандемијата со COVID-19, туку и воопшто. Нашето внимание го задржа една книга за самопомош или саморазвој или од популарната психологија будење на свеста. Го задржа нашето внимание бидејќи е од македонски автори Катерина Ангеловска и Радован Витошевиќ. Токму со Катерина Ангеловска ќе поразговараме ова утро за овој феномен на книгите за самопомош. Дали ја имаме Катерина на линија? Да, ја имаме. Добро утро, како сте? Дали ме слушате? Имаме некои препреки во тонот, бидејќи јас на сликата можам да ве видам. Да, добро утро, ама многу лошо ве слушам. Постојано е некој прекин и не можам да Добро, ако... Јас сум со некој ехо. Така, тоа се сега техничките наши можности. Наши соговорници изборуваме преку Zoom врска, бидејќи се такви условите какви што сите ги знаеме. Кажете ми на почетокот, дали можете да ми кажете на што се должи феноменот на овие книги за самопомош? Имено, Будење на свеста во издание на издавачката куќа 3 доживеа 6 изданија, а само во првите месеци на пандемијата се продале 600 книги. Тоа за наши услови се рекордни бројки. Па ќе ве молам, дали може да ваше видување да ни дадете за феноменот на книгите од популарната психологија? Добро утро уште еднаш. Ви благодарам за ова учество. Јас навистина мислам дека добро ве слушнав, иако беше со прекини. А вие се надевам ме слушате подобро мене. Одлично ве слушам. Да, одлично, супер. Значи, навистина е феномен што го кажавте и многу сум благодарна и не само јас, авторот на книгата Радован Витошевиќ, што оваа книга навистина е уникатна пред се, затоа што ова е нешто што се случува во светски рамки, а го препозна и читателите и луѓето кај нас овдека во Македонија. Книгата навистина е голем успех, особено сега кога започна пандемијата. И ние тогаш навистина продадовме некои 600 книги, можеби и повеќе, само за многу краток период. И знаете како, живееме во едно време каде навистина луѓето веќе го препознаваат тој феномен дека, знаете, дали животот едноставно се случува или вие едноставно го создавате животот. Теме премногу долго на автопилот. Знаете како кога се возиме дома од град, значи во автомобил сме, и излегуваме од нашиот автомобил и нели ако ве прашам како беше патувањето, вие ќе ми кажете веројатно нема да се сетите ни како сте стигнале до дома, затоа што нели како сте поминале на семафор, дали некој поминал на пешачки премин и така натаму, но вие секако безбедно сте се вратиле дома. Кога живееме на автопилот, чувството е како некој друг да вози, а не дека ние возиме, знаете. Затоа што нашиот мозок има развиено несвесен систем на носење на одлуки со цел да можеме да правиме секојдневни рутински активности. И тоа е добро, нормално, зашто не спречува да не се преоптеретиме. Но овој денешен современ живот во кој што ние сега живееме, наместо да не заштити и да ни даде една слобода на делување, на действување, не зароби во овој механизам на дигитализација и едноставно не исполнува својата вистинска задача. И оваа тема во денешно време е исклучително актуелна и на светско ниво се прават премногу онакви истражувања кои што потврдуваат дека ваквото однесување станува епидемија и нашите умови лутаат поголемиот дел од времето. Ние апсолутно не сме свесни за сегашниот мит. Или сме во минатото, или сме во иднината, едноставно не сме присутни. Премногу е
брзо темпото на живење. На краток рок, автоматскиот пилот ни дава можност да ја прошириме работната наша меморија со создавање на навики. И сега, ако повториме ние нешто повеќе пати, од неколку пати, умот ги поврзува тие сите активности кои што ни се потребни за да заврши одредена задача на еден безпрекорен начин. И тоа е супер. И сега ние многу од задачите кои ги извршуваме секојдневно се сложени, да, и бараат координација на десетици мускули и отпуштање на илјадници нерви. Но сите тие може да бидат поврзани со навики што трошат мал дел од нашата мозочна моќ. И сега мозокот може да ги поврза таквите навики заедно за да извршува долги сложени задачи со малку да внесува свесност. Например, кога на почетокот сме учеле нели да возиме автомобил со менување на брзини, нас на почетокот би било тешко да ги менуваме брзините. А сега кога возиме автомобил, значи ние возиме, знае телефонот да звони, или да пратиме се што се случува околу нас и сите ние тоа го правиме без никакво размислување. Истовремено ние правиме и други активности, зависи со кого сме нели во автомобилот. И сега, доколку ние премногу долго време му отстапуваме и му даваме поголема контрола на тој автопилот во нашиот живот, како што минуваат годините, ова може да биде сериозен проблем. Вклучувајќи ги мислите кои што ги мислиме најголемиот дел од нашето време. Катерина, фрагменти од негативни мисли и чувства постојано ќе формираат образци кои што ќе ги засилат нашите емоции и пред да станеме ние свесни може да не обземат длабоки стресови. Катерина, да ве прашам нешто, анксиозност, депресија и сето тоа да направи животот да не биде пеколен на некој начин. Да, фасцинантно е ова што го кажувате. Многу... Катерина, фасцинантно е ова што го кажувате и верувам уште многу работи и сте интересни и во вашата книга на 200 страници. Сакав еден дел повеќе да ми објасните, бидејќи честопати го слушаме тој збор закон на привлечноста, имено според тој закон на привлечноста, тоа е застапено во едно и од поглавијата, е дека ќе ви се исполни се што ќе посакате. Тоа вака прилично неверојатно звучи. Ве молам само на кратко малку за тоа. Ако добро ве разбрав, за законот на привлечност нешто споменавте, така? Да. Да, јас навистина се извинувам ако малку излезам од контекст, само закон на привлечност и тоа дека е во книгата посочено. Така е. Да. Законот на привлечност е дел од книгата и започнува со она дека секој од нас може да привлече се што ќе посака на овој свет. И сега знаете како, во книгата го објаснуваме пред законот на привлечност како поглавје и го имаме објаснено делот за дека се е енергија. И секоја мисла вибрира и кога не создавал Создателот, од сите убави енергии кои што ни ги дал, ја тоа милувам да го кажам, ни ја дали една од најубавите енергија, а тоа е енергијата на мислата. И секоја мисла во светлосна брзина оди до крајот на постоењето, што велам јас, и се враќа назад. Знаете како ние, замислете, толку многу луѓе има на планетава, 7-8 милиарди, не е ни важно. Со тоа што секој еден да помисли една негативна мисла, сите ние заедно создаваме едно окружување и еден феномен кој што дел од колективната рамка. И знаете како, сте што ќе помислиш, внимавај што ќе помислиш, повозрастните ми го имаат кажувано, внимавај што ќе помислиш, затоа што може и да ти се оствари. Вибрациите сте исти и се привлекуваат едни со други, затоа што ние сме енергија и не е толку важно колку што мислиме, туку што е она што го рефлектираме во етерот. Што зрачиш, што привлачиш. Србите го имаат една своја изрека што ја кажуваат. И
Законот на привлеченост е еден од универзалните закони на универзумот и е сроден со законот за вибрација и законот на причина и последица. Вибрациите и енергиите што се слични се привлекуваат. И затоа и во Дали ме книгата слушате, Катерина? Да. Дали ме Не ве слушате? слушам? Дали сега ме слушате? Да? Јас ви благодарам, времето за жал ни измина за предвидено за овој разговор. Ви благодарам. Ни измина времето. Да. Јас ви благодарам што вака на кратко ни представивте барем малку од она што представува вашата книга и на што се должи феноменот на книгите за самопомош. Се разбира, можеби и ќе имаме и други прилики да поразговараме за ова. Во секој случај ви благодарам за овој разговор во утрински брифинг, а ние продолжуваме понатаму